Заев и Филипче се фатени во тесно, мора да одговорат дали имаат удел во бизнисот со канабис. Од ВМРО ДПМН не прашуваат дали се точни информациите дека актуелниот лидер на СДСМ и неговиот близок пријател поранешниот премиер Зоран Заев се директно поврзани со фирмата ЦБД Медплант, од каде беа запленети 30 тони марихуана. Од водачката партија велат дека фирмата во неформална сопственост на Тони Котев, поранешен функционер на социјалдемократите и човек близок до Заев и Филипче, уште од самиот старт работела со пропусти. Од ВМРО ДПМН велат дека клопчето се одмотува и го повикуваат обвинителството да го истражи овој случај до крај. Денес Заев и Филипче бегаат од името Тони Котев како од ѓаволот. Се прават дека не го знаат, а до вчера се сликаа со него. Фирмата ЦБД Медплант, да подсетиме, доби лиценца во 2020 година токму од Заев и Филипче. Во тоа време и Филипче и Заев сакаа да ја направат Македонија туристичка дестинација за користење на марихуана и ја промовираа продажбата на цвет од канабис. Затоа, по нивна насока во 2023 година е сменет подзаконски акт во правилникот за одгледување на марихуана. Наместо одговор на овие обвинувања, Филипче реши повторно да се пресметува со медиумите. Бил жртва на телевизии и портали финансирани од унгарскиот премиер Виктор Орбан. На 40% од медиумите тука се во таа мрежа, телевизии, портали и така натаму. И тоа се медиуми кои што ствараат антиевропски наратив, кои што подгреваат национализам, кои што не водат никаде. Ево гледате како излезе. Прво Жан Митрев. Некој смешно обвинување како јас сум влијал на судски процеси да можам болницата. Па Дубај, па Хариџиновиќ, па авиони сум имал. Па ме поистоветија со убиец на деца. Па дека сум се дрогирал. Што уште нема да измислат. ЦБД Медплант според она што може се забележи на влезот е регистрирана на адреса село Борисово 3 во Струмичкото Новосело, како фирма за канабис за медицинска намена, производство и трговија, како формален сопственик на компанијата во документацијата се јавува Христијан Котев, но според информации од терен, реалната контрола над фирмата ја има неговиот татко Тони Котев со прекар Мгчев. Котев се јавува како експредседател на огранокот на СДСМ во Новосело, а имал бизнис релации со Вице Заев, брат на Зоран Заев.